Љубови гледачи на македонската телевизија, добре дојдовте во директниот пренос од спортскиот центар Јане Сандански. Вечерва кошарката е главна, а и во овие неколку дена кои што престојат ќе се решава за шампионската титула во ова 29-та сезона од независноста на Македонија. МЗТ Скопје Аеродром против тимот на Пелистер. МЗТ го игра 16-тото финале, се бори за 9-та титула во последните 10 сезони. Во изминатите 9 само еднаш не успеа штрковите од Аеродром да триумфираат, а Пелистер во своето историско прво финале, во кое што пред само 2 дена по продолжение успеа да се избори за 1:1 и да ги врати работите од почеток. Еве судиската тројка, најпрви нив ги гледаме: Александар Павлов, Иван Михајловски и Горан Бошковски ќе го водат над преворот и посакуваме да бидат незабележителни или да не бидат главен фактор, како што многу често може да се случи на ваквите надпревари. За домашната екипа број 0 Крстевски, 3 Девис, 5 Николов, 8 Робев, 10 Мекич, 11 Ајви, 17 Иванов, 19 Дамјан Стојановски, 20 Војна Стојановски, со број 21 Милошевич, 31 Спасовски, 33 Рикич, тренерот Александар Петровиќ, повратникот во редовите на штрковите по подолго време, откако 2/3 од првенството од сезоната мина во тимот на ФНП Академија. Екипа која го долго време беше на третото место, но од административни причини не се најде меѓу 6 најдобри, а заслужи да биде тука во оваа Суперлига, но сега е тоа минато. За Пелистер Пајич број 0, 3 Најдовски, 4 Стајич, 5 Малешевиќ, 6 Караджовски, 7 Хотон, 8 Кеса, 9 Сердаров, 10 Младеновиќ, со број 11 Ѓуровски, 15 Младеновски, 77 Крстајич. Тренер на екипата Маријан Илиевски ја предводеше точно пред 7 дена во оној историски за нив надпревар во мајсторката од полуфиналната серија против минатогодишниот финалист и трикратен шампион тимот на Евроникел, и успеа да слави пред 7 дена во таа мајсторка, а потоа и да се пласира во финалето. Војдан Стојановски е повратникот кој што непосредно пред Суперлигата пристигна по подолго време, по 11 сезони пауза, мина во голем број квалитетни, супер квалитетни земји, пред секако Шпанија, Турција и неколку други во изминатите нешто повеќе од една деценија. Против Никола Малешевиќ, да речеме еден мечап на двајца играчи од кои многу работи зависат и во нападот, но и воопшто. Например, Малешевиќ во првиот надпревар тука постигна 15 поени, имаше 6 скока во поразот на Пелистер, меѓутоа во победата во вториот надпревар постигна 20 поени, 13 скока, 6 асистенции, 2 украдени топки и неверојатен индекс 28 за еден ваков надпревар. Ги спомена помалку и првите два надпревара. МЗТ Скопје во 3/4 го реши прашањето на победникот во првата преспетка во оваа сала Јане Сандански, победе со 1:0, минатиот петок пристигнува полека и делот она елита на поранешни кошаркари. Тука е Перо Антиш, актуелниот претседател на Македонската кошаркарска федерација, и многу други поранешни или сегашни кошаркари кои што ќе следат што се случува во овој надпревар, во кој што МЗТ Скопје има императив победа, затоа што јасно е ќе се вратат во Битола, таму ќе биде салата исполнета сигурно до последно место, ако беше така речиси 80% исполнета во завчерашниот надпревар. Кошарката е се популарна во Битола, не е само ракометот кој што има долга и супер квалитетна традиција. Знаеме што се случуваше оваа година во ракометните пресметки и во купот, и во првенството, и во Суперлигата меѓу Вардар и Еурфарм Пелистер, на крајот двојната титула за поранешниот двоен европски шампион, а полека и Пелистер во кошарка станува значаен фактор. За разлика од минатата година има една цел да одат подалеку, еден чекор отидоа, лани беа полуфиналисти, сега во финалето за шампионската титула. Тимот кој што повеќе од 2/3 во првенството, па и во она втора фаза, значи основната фаза во лигата, па и во втората фаза во Суперлигата влезе како првопласиран, на крајот заврши зад МЗТ Скопје Аеродром. Се избори заслужено против Евроникел во еден равноправен дуел и имаат шанса, имаат зошто да се надеваат ако одиграат најдобро, ако одиграат како завчера, ако можеби МЗТ потврли повторно, тука е шансата на битолчани, но ова млада гарнитура на навивачи на МЗТ Скопје Аеродром заедно со оние стандардни кои го следат, а нема многу гледачи, мора се потенцира, и нема многу симпатизери, така што нема да биде кој знае каква поддршката за домашната екипа. Ќе видиме колку ќе придонесе за МЗТ Скопје да ја врати предноста. А ако пак Пелистер добие, ќе биде меч топката за битолчани пред своја публика во петок.
поставите, стартните се на паркетот за домашната екипа во бели дресови. Пет Николов како плеймейкер, потоа Војдан и Дамјан Стојановски 20 и 19. Со број 3 Кон Дејвис и 33 центарот Рикич. Првиот напад за домашната екипа, кај гостите со број 4 Екс. Штркот Бобан Стајич, 5 Малешевиć, 7 Хотон, 8 Кесари, 77 Крстајич. Единствениот Крстајич кој што мора да потенцирам, отфрли во претходниот натпревар, имаше шут 5-0, односно 0 од 5, не погоди ниту еднаш од игра, 3 слободни фрлања реализира од 4 обиди и тој некако остана должен на своите соиграчи и на стручниот штаб кој што му даде шанса и овде да биде стартер. Практично нема промени во стартните постави. ГМЗ Скопје од претходниот надпревар. Само да видам, тогаш беа Ајби браќата Стојановски, да, беше Милошевиќ и Рикич, сега бековска линија, а на другата страна успе да погоди за прв пат на овој меч Бобан Стајич за 2:0. Дејвис, да потенцирам само дека, иако се во составите, Младеновски во редовите на Пелистер, не е во можност да настапи, сега тројка за Војдан Стојановски, прв кош за домашниот тим. А клупата на МСТ Скопје е репрезентативецот Адем Мекич, кој што се уште не е опоравен по повреда на палецот на десната рака. Може би нив двајца ќе ги видиме во четвртиот надпревар, но за тоа треба и лекарите да се погрижат, а и самите тие ќе видиме. Стајич, скок шут за 2, не погодува покрај Николов. Скок на Дамјан Стојановски, сега Војдан, оди покрај Крстајич, кој што не може да чува во овакви пробиви и првична грешка. Инаку во првото соочување 19 поени постигна Војдан Стојановски, имаше и 7 асистенции, шут 6 од 10 од игра, 4 од 5 за 3 поени, тоа е на најважното, а да видиме сега оби да се проигра Рикич, не дозволува Хотон, сега Кесар, два пати стандарден со своите учиноци, но сега не успе да положи од табла, останува 3-2 за екипата на МСТ Скопје. Оди Војдан Стојановски и погодува, го нападна кошот од едната од другата страна, 5 поени за него, 5 за МЗ-та, 5-2. Краде сега Дамјан, специјалист за вакви ситуации, за Војдан. И ова борбеност е она што ја пара тренерот Александар Петровиќ, а и публиката. Дејвис сега за 3, не погодува, се оди топката кај Крстајич. Еден судир имаше со Дејвис, кој направи лична грешка. Во опит да ја прифати топката по промашувањето од корнер. Ево го тој момент уште еднаш. Доста е топло, спарно во цела Македонија, така и во Скопје нормално. Па верувам дека дел од публиката, како ќе тече надпреварот, ќе се упати кон Јане Сандански, иако за овакви надпревари обично многу порано биле тука. Уво сега за Кесар додавање од Малешевиќ, уво со лес двочекор и сега од табла, на што предмалку него направи, 5-4. Води МСТ Скопје. Рикич против Хотон, интересно, многу повисок, многу повеш, меѓутоа краде тука Стајич, долу беше топката, уште една крадена топка, брза трансформација на другата страна, изворена блокада на Дејвис и да видиме што сега Малешевиќ се обиде фаулиран од Рикич, кој што бара објаснување од судијата Павлов, судена лична грешка. Убаво тука 2-1 остана во ова контра, меѓутоа не забележа Крстајич дека одзади доаѓа опасноста наречена кон Дејвис. Малешевиќ слободи фрлање. Во првиот надпревар постигна 15 поени, 6 скока и 2 асистенции. Во вториот споменав извореден неговиот ефект 20 поени со шут од игра од 50 на 100, 6 од 12 постигна и имаше и 13 скока и 6 асистенции. Сега два пати прецизен за прво водство на Битолчани 5:6. Односно прво поона на Стајич. 0-2 беше. Има проблем МСТ Скопје во нападот, освен Војдан Стојановски кој ги постигна сите 5 поени, другите засега не се во елемент во почетните веќе 3 минути игре. Малешевиќ се обидува Кесар да се ослободи таму покрај Дејвис, со грб да освои простор. Кесар
Може покрај Девис, не може покрај Рикич, но Рикич се повлече, а сега Хотон офанзивен скок, имаше мала повреда. Велат него поднесло добро патот од Битола до Скопје и поради овие спарни и непријатни денови, но на другата страна Дейвис му се приклучува на Војдан Стојановски и втора тројка за домашната екипа. Први поени за некој, а да не е Војдан Стојановски во другите на десна. Мислам дека Крстаич не е во елемент, а му дава шанси, му дава кредити тренерот Маријан Илиевски, сака и него да го разигра, ако успее да го направи она што го правеше во најголем дел од сезоната во ФНП Академија, ќе биде многу добро за Пелистер, но се уште се бара овој човек кој што беше меѓу најдобрите стрелци. Повеќе од половина во првенството. Одише тука промена на ритамот и дриблинг по кој што Дамјан Стојановски измени лична грешка од Малешевич. Сега Војдан против Стаич. Рикич против Кесар, центарски дуел со лева, не успеа Рикич. Веројатно интенцијата на Кесар беше што подалеку да биде противничкиот играч од обрачот. Така и шансите да погоди се намалуваат, особено во вакви ситуации кога е надвор од баланс, а на другата страна повторно прекин. Лична грешка за Војдан Стојановски. За него прва. Трета тимска за домашната екипа. Три имаат и битолчени. 8-8. Симетрични бројки. Кесар знае да победи тројка, нема да шутира. Тука е покрај Војдан. Налета Рикич кој е слободен. Сега не успеа топката за Хотон. Добро затвори Рикич, повидот на Стаиш да проигра и сега Дамјан остана сам. Нема тројка за Дамјан Стојановски. Хотон таму пред кон Дейвис. Останува мста во напад, 14 секунди. Мисля дека си попречија таму Хотон и Малешевич, откако веќе беше топката нивна. Еве да го уште еднаш. Да. Практично Хотон, кој што не успеа да исконтролира. Николов преку рака бие. Собра топката Кесар, не успеа офанзивен скок да изведе Дейвис. Кесар, меѓутоа, погледнете колку беше ова некоординирано со Хотон, кој што очекуваше внатре. Сега Рикич со забивање. Има среќа што Малешевич тука не направи фаул за дополнително фрлање. Ова е за дополнителна возбуда и на трибините. 10-8. Обинда Кесар да врати и тоа со тројка. И го враќа Пелистер во водство. 10-11. Повторно водат гостинските играчи. Убав почеток во овие први 5 минути игра. Рикич го бара Дейвис против Хотон. Една загубена топка, некоректно додавање. Таму некаде не беше ниво колено, туку и под тоа. А требаше да оди кон кон Војдан Стојановски. Еве сега му кружа рака на Дейвис, ако ништо друго да го охрабри да не прави такви непотребни грешки во продолжение од надпреварот. Смирено делува и тренерот Маријан Илиевски, како и секогаш. Смирено делуваат и кошаркарите на Пелистер, иако никогаш не биле како тим во ваква фаза во нивната клубска историја. Сега повторно се обидуваат и не знам зошто 3-4 пати за да се проигра Хотон, а тука е многу густо, 3-4 пати одземаат топка кошаркарите на МЗ. Еве добра позиција за Дамјан и нема да сгреши. Погодува за 12-11. Ова се негови позиции или дел од неговите позиции во богатиот репертоар. Еве погледнете, тука имаше повторно половина чекор предност пред Крстаич. Добро што немаше контакт за дополнително слободно фрлање. Мислам дека Крстаич ќе одмори. 5,5 минути беа и повеќе од доволно шанса да му даде тренерот Маријан Илиевски простор на Крстаич да се разбуди, да почне да игра во ова финале. Еве сега имаше дополнителна консултација. А на оној кој што не му треба загревање секако Маријан Младеновиќ. Погледнете сега тој во улога на плеймейкер, во исто време влезе и Ајви во редовите на МСТ Скопје. Одличен Ајви во првиот меч со дабл-дабл, 11 поени, 10 асистенции, 5 скока и одличен придонес во сите сегменти. И сега Стаич убаво за Хотон, еве 3-4 пати не успеа, сега да, под кошот. Дейвид Хотон за водство на Пелистер. Сега тие водат со поен предност 13-12. Николов. Поврат на
Дамјан Стојановски се ослободи од Стајич, не погодува Хотон, не прифаќа топката, повратна повторна шанса за Дамјан и веруваше и знаеше дека од тука може, кој знае колку пати го вежбал и со затворени очи и затоа едноставно не реши да додава на никој. Погледнете, лут на себе што промаши чиста, а сега преку рака го навести нишан од противничкиот играч. 15-13. Имаше таму контакт и фаул од Хуан Дейвис, во е обид на Кесар за влез во рекетот. И Стојан Ѓуровски, џокерот, факторот X од клупата во вториот надпревар. 11 поени 7 скока, одлична партија имаше Стојан Ѓуровски во за вчерашниот меч кој што Пелистер го добил во своја полза по продолжение со 82-79. Младеновиќ, Хотон му прави простор за 3 шут и погодува Младеновиќ. Ја враќа екипата на Пелистер во водство. Сега тие повторно со поен предност 15-16. Што да направат едните, враќаат другите и Немања Милошевиќ е во игра. Исклучително значајна четворка во тимот на МЗТ и сега остана само наголов, погодува Николов. Враќаат и тие со тројка. 18-16, одличен надпревар и во шутерски ритам влегува во овој период на 3 минути од крајот на првата четвртина. Стајич, не се разбра со Кесар. Повторно едно додавање во празно кај противникот. Крстевски кој влезе во игра, му прави блок на Дамјан. Овој не погодува, но еве ги тие широки ramена на Немања Милошевиќ, зошто се важни да собере топка, но не успе да погоди. Сега удвоен беше и фаулиран Кесар. Само да видам дали Милошевиќ, кој беше лут на своето промашување, или пак Крстевски. Ева претходната ситуација, мисля дека гаѓаше од табла, не погоди. И имаме тайм-аут. Прва лична грешка му е судена на Крстевски. Во меѓувреме гледате неколку интересни моменти од претходните акции на двата тима. За разлика од некои други надпревари, сега ќе претпоставуваме што се зборува на клупата. На тајм-аутите нема да имаме тон од клупата за резерви и она што тренерите им го советуваат на играчите. Но одличен надпревар, за сега рамноправен со голем број промена на водството на едната и другата страна. Пелистер поведе со 2-0, со оној кош на Стајич, потоа МЗТ со кошот на Војдан. Во меѓувреме повторно Пелистер, па пак МЗТ. Домаќините во овој период два предност, но Кесар има две слободни фрлања и шанса да издрем. Не поведува во првото. Дури 13 слободни фрлања Пелистер промаши во вториот надпревар, сепак го доби, но беа подобри во голем број други параметри. 12 промаши во првиот надпревар и тоа мора да го поправа. Сега не погодува за 3 поени Ајви, меѓутоа не ја прифати топката Кесар, ја допре па ја испушти. Повторен напад за МЗТ, Ајви покрај Хотон, Ајви за Милошевиќ, еве кош и дополнително. Еве го зошто е Милошевиќ значаен, таа четворка со изворена координација пред се во рекетот кога ќе дојде во ваква ситуација во просторот под кошот. 20-17, пред малку по одбина топка Стојановски постигна тројка, Дамјан, сега по ова одбина топка 2+1 шанса имат домаќините. И ја користи Милошевиќ за 21-17. И сега 4 предност, највисока разлика за МЗТ Скопје на 2 минути и 10 секунди до крајот на првиот период. Како почна, може само да не радува и да остане
што е можно повеќе овој ритам во надпреварот број 3 во борба за титулата. Младеновиќ за малку Ајвиќ успеше да украде во целост, 3 секунди, мора да бие Стајич од тешка позиција, преку рака, него виде кошот и немаше многу опции, добро затвори Ајви во одбрана. Одбрана која што само ќе ги подигне кошаркаите на МСД Скопје. Не смее да ги спушти кошаркаите на Пелистер, еве како изгледаше тој негов обид, откако беше претходно далеку од кошот или од ситуација да проигра. Ево сега Крстевски под кошот, не успеа назад за Робев, кој премалку влезе во игра. И уште едно непрецизно додавање од својата на другата половина Стајич кон Кесар. Загубените топки исто така меѓу дел од оние клучни фактори во статистичките параметри. Особено ако е тесен резултат. Николов. Робев успе да мине покрај Хотан, кој прави лична грешка. Едноставно го излета противникот. Ако досега немаше периоди на криза видливи, мислам дека е сега една помала криза кај кошаркарите на Пелистер. Како да го подигне интензитетот тимот на МСД Скопје. 22-17, не поради ова што погодуваат на слободни фрлања, туку поради тоа што гостите не успеваат да поврзат додавање и да дојдат до чисти позиции за шут. Затоа Малешевиќ ќе се врати, ќе одмори Хотон, мора да ја користи ова реално пократка ротација на квалитетни играчи Маријан Ливски и Мудро и од друга страна да ги одржи во ритам неговите играчи. Ева сега повисок пресинг на кошаркарите на МСД Скопје, успеа Стајич да префрли. Но ќе се обидат да го трошат, тоа е можно повеќе. Сега Ѓуровски против Николов, тука е доминантен со својата височина. Се избрза позиција од табла 23-19. 4 предност по 3-4 нереализирани напади. Пелистер погодува преку Ѓуровски и сега последна минута од првиот период. Милошевиќ веќе 7 поени, односно 6 поени, 2+1, сега тројка. 26-19, но затоа имат 7, највисоки 7 разлика. Стајич и претходно направи чекори. Еве таа одбрана која што е карактеристична за МСД Скопје, навидум му оставија простор, а го навлече едноставно тука Крстевски, противничкиот плеймейкер, да направи уште едно дополнително движење со кое што влезе во фаза на чекори. И сега 40 секунди го играе Караджовски, ќе одмори малку Стајич. Милошевиќ повторно од иста позиција, овој пат не погодува. Кесар ја собра топката, нема транзиција, Ајви за малку ќе украдеше. Младеновиќ се мести таму за 3 поени, Ѓуровски од корнер не погодува. И топката кај Ајви. 20 секунди остануваат и може да играат на долг напад, тоа го бара тренерот Петровиќ. Иако претходно друго бараше од Милошевиќ, кој некако како да се загуби. Погледнете таму покрај страничната линија како го прекорува својот играч, кој сега лут на себе успе да погоди за 2 поена на истекот на првата четвртина. Највисока разлика за МСД Скопје 28-19, а беше равноправно во најголем дел, барем 8 минути во првиот период. Но еве ова резервна, условно речено, постава на МСД Скопје успеа да направи разлика. Пелистер влезе во една криза која беше видлива во последните минута и пол, 2, што резултираше со добра серија на домашната екипа, која што доаѓа до 9 разлика во последната секунда пред звукот на сирената во првиот период.
По 5 имаат стартерите Дамјан и Војдан Стојановски и врдовите на домашниот тим. Кај гостите пак најефикасен Кеснар со 6-4 има Хотон, меѓутоа уште една загубена топка. Неверојатно делува. Ќе проверам уште еднаш, но еве статистички ова е 10-та загубена топка. Неверојатно 10-та загубена топка за кошаркарите на Пелистер. Од нив на Стајич му се припишуваат 6 загубени топки пред се во додавањето. Почна вториот период. Пелистер не успеа, да видиме МЗТ е сега во обид да дојде до двоцифрена разлика. Робев за Милошевиќ, на него Караджовски, сега повторно Робев. Сега со нога одигра Караджовски, 7 секунди имаше, ќе се врати семафорот на 14 за да продолжи нападот на штрковите. Робев сосема непотребна реакција на Кесар, кој што прави лична грешка. За него прва. Две има Хотон, има најмногу американецот во редовите на Пелистер, а и неговиот сонарадник на другата страна Дејвис со две лични грешки најмногу кај МЗТ. Погледнете колку простор меѓутоа Милошевиќ ја загуби, па ја прифати топката и сега си поигрува два офанзивни скока, доаѓа до 10 поени. Мислам дека тој човекот кој што не може да биде соодветно задржан. Барем за сега нема играч кој што ќе го чува квалитетно, а на другата страна Робев прави лична грешка, се обиде таму во борба за позиција да го задржи Кесар. 30-19. Она што е најважно, за прв пат екипата на МЗТ има двоцифрена предност. И сега ако пропушти една четвртина, влегуваат и навивачи на битолски Пелистер на спротивната страна. Што само ја предизвикува навивачката група на МЗТ Скопје Аеродром да биде уште побучна во бодрењето на своите играчи. Но да видиме дали Пелистер ќе се извлече од оваа летаргија. Беше 18-17, од тогаш 12 спрема 2 за МЗ. Кесар. Да видиме од кого лична грешка. Во напад прави Кесар. Добра одработа во одбраната Ајви. Ова не е добро за Пелистер. Некако се губат во финишот на првата и на почетокот на втората четвртина. И ако не стават крај на таа серија на противникот во нападот, а и својот напад да го подобрат, а малку функционира, тогаш може да се случи и повисока разлика. Она што е добро за сега, убава атмосфера и нека биде така да не излезе под контрола. Или од контрола, поточно кажем. Ајви. Робев за Крстевски. Нема да бие Ајви, одна чиста позиција. Ајви не погодува, скок на Караджовски. Пред Милошевиќ успеа да се обрела топка, а сега Кесар против Крстевски во центарски дуел. Нема два поена, има лична грешка од кој Крстевски. Во позициони напади гледаме дека често добро покриваат кошаркарите на МЗТ Скопје во простор и не дозволуваат да биде проигран играчот кој што е внатре на низок пост. Во случајов имаше доста простор, па Кесар прими топка, сега слободно фрлање за него, 7 поен. Еве го и 8-миот, две погоди поред, 30 спрема 21. Се врати Војдан Стојановски, сега добар проток на топка, две додавања, сам остана Робев, погодува за 3, 33-21. Ова не е добро за Пелистер, вакви акции да функционираат кај МЗТ Скопје, брзи и прецизни додавања од едниот агол до другиот и лесна тројка за највисоки 12 разлика.
А на другата страна повторно имаше фаул Милошевич. Ево го откако Кесар прими топка, веднаш тргна во со влез. Младенович бара слободен соиграч, Кесар, повторно Милошевич прави лично уште еднаш за само 2-3 секунди. Две лични грешки за него. Претходно две и за Војдан Стојановски, и за Крстевски, и за Дејвис. Бара агресивност и ја добива тренерот Петрович. Она што е најважно, неговиот тим го пронајде ритамот, а придонесе да се ограничи тимот на Пелистер во нападот, да се ограничи и на чисти шутеви, а и воопшто на поени, па еве Кесар не погодил уште едно слободно фрлање. Го погодува второто, намалува на 33-22. Стајич ќе се врати, Кесар ќе одмори. Сега пониска постава има екипата на Пелистер, каде што Малешевич и Ѓуровски би требало да се под кошевите. На другата страна се Крстевски и Милошевич. Ајви, фаулиран од Младенович. Ајви, неверојатно брз и веш. Брз. И за разлика, например, од Крстајич, и тој го напушти ФНП во исто време. Крстајич не се прилагоди во Пелистер, а Ајви тоа како? Одлично се прилагоди кај МЗД Скопје. Може би полесно му е тоа што дојде практично во пакет со својот тренер Александар Петрович. Милошевич за Ајви, чиста позиција за Робев. И уште една тројка за Дамјан Робев. Овие две тројки за Робев и тоа како се значајни од двете страни. Од крилни позиции 35-22, сепак не било тројка. Но има за Милошевич забивање со една рака 37-22. Мислам дека треба да бара тајм-аут Маријан Илиевски. Тој сигурно најдобре се знае работата и менажирањето на прекините на тајм-аутите. За сега ги остава своите играчи до 15 разлика. Не се толку страшни колку што делува некако Пелистер во нелагодна, би рекол, позиција, најблаго кажано, кога е во прашање нивниот напад. Па и во одбрана. Караджовски. Еве, гледате, без изградена позиција, преку рака, уште еден шут. И да, еве сега забележав дека Илиевски најави тајм-аут во следниот прекин. Во меѓувреме, Ајви бараше простор за влез, не успеа. Сега Милошевич проти Ѓуровски, негова позиција се сврте од табла, погоди 39-22, ова се 17 разлика. Веќе висока предност за МЗД Скопје, кој што и натаму продолжува во ист ритам, а Маријан Илиевски ќе се обиде да ја прекине оваа нивна серија со тајм-аут. Беше видливо, да, од завршницата на првиот период, а претходно со оние неколку загубени топки на кошаркарите на Пелистер, кога делуваше дека е равноправно и беше резултатски равноправно. Меѓутоа, замислете, веќе 12 загубени топки има екипата на Пелистер, од кои 6 Тајич, меѓутоа на него главно удвојуваат, добро го читаат. Доста време беше Тајич и во редовите на МЗД Скопје аеродром. И сигурно нему му е најтешко. Сега Младенович е во позиција на плеймейкер да изнесе оваа топка. Ќе видиме дали ќе се звратат кошаркарите на Пелистер во некој ритам. Малешевич остана должен. Не погодува сега повторно позиција која па и не беше лоша. Меѓутоа Малешевич за сега само 2 поена и тоа слободни фрлања. А МЗД оди кон нова највисока предност. Не успеа Војдан Стојановски, но претходно има лична грешка од Ѓуровски. 39-22.
17, кои може да станат и 19 разлика, ако Војдан успее да ги постигне овие слободни фрлања. Четириесет 22. Четириесет 1, 22, 19 разлика за МЗТ Скопје Аеродром. А ќе подсетам, екипите се менува во водство до 18-17, на неполни 2 минути до крајот, или нешто тука околу 2 минути до крајот во првиот период. И од тогаш експлодира екипата на водство. 22 спрема 5. Не, 23 спрема 5. И сега повторно нормално една агресивност во одбраната, која што манифестира лична грешка на Ајви, тоа е прва за него. Пајич ќе го видиме во игра на местото на Младеновиќ во екипата на Пелистри. Слободни фрлања за Караџовски. Споменав голем број промашени слободни фрлања и во првиот и во вториот надпревар кај битолскиот тим. Во првиот 14 од 26 реализира, во вториот 21 погоди од 34. Еве и сега 41-22 е разликата, 19. Не знам, тотално се во подредена позиција и не знам дали е тоа поред тоа што МЗТ Скопје игра толку страшно добро, ајде, условно речено, или пак паднаа во некоја црна дупка кошаркарите на Пелистер, од која за сега се уште не излегуваат. Ево ова промашување на Ајви, гледате како се рефлектира со лошо водење на Малешевиќ, а Милошевиќ со ново забивање сега со лева, 43-22. А има 5 минути 34 секунди до крајот на полувремето. И уште еднаш не успева во случајот Караџовски да продолжи во овој напад. Тринаесетта загубена топка. Не, 14-та е сега веќе. 13-та да беше на Малешевиќ. Ајви. Одличен влез, па сега Дејвис се врати во игра за 3 поени, уште еднаш погодува. Оу, како се истурија кошаркарите на МЗТ, не на противник, туку ми се чини самите себе си за она што лошо одиграа завчера во Битола, што промашува и чисти топки, рака на срце, Пелистер одигра одличен надпревар, можеби најдобриот во нивната историја, а претходно еден од најдобрите беше оној против Евроникел и сега, ако добро видов, има техничка грешка од лошо по лошо. 46-22. Дамјан Стојановски ретко греши, но сега погреши. 24 разлика. Вакви надпревари не се добри ни за коментирање. Да видиме дали Пелистер ќе успее да се врати колку толку и кога. Повторно кон Хотон, 15-та загубена топка. Не знам што е интенцијата, вака високо да се проигрува Хотон. Добра беше намерата, но некако пресилна топка или не беше тајмингот на овој одскок на Хотон. Како и да е, 5 минути точно до крајот на вториот период, а МЗТ, гледате, 46-22. 66% шут за 2 поена има. И сега конечно Пелистер одзема топка, Кесар на другата страна, кој му ја симна топката, Николов, и тоа без фаул. Мислам дека се вон себе некако гостинските играчи. Во вакви ситуации, во нормални, да речам, услови, кога не се надвор од контрола, а не би требало да бидат.
Многу лесно ќе ја завршеше ова акција Кесар, сега беше фаулиран. И таму треба да се избрише паркетот за да не дојде до некој пат кој што може да предизвика повреда. Мора да се избрише паркетот и еве сега популарниот Чичкославе, кој што е секогаш и секаде на оваквите надпревари, ракомет, кошарка, одбојка, клубски или репрезентативни, постојано на услуга. Кесар на линијата на слободни фрлања, не му е умилена. Четири од 7 погоди. Сега 5 од 8. 46-23. Војно повеќе поени има Мрзата. Дейвис. Ако сакаа да направат голема разлика, успеа во тоа кошаркајата на Мрзата. Сега да видиме што понатаму. Не успеа Николов, дали ќе дое до некаков пат во домашната екипа, па Пелистер некако да се врати, барем да ја преполови оваа разлика, да стане малку поинтересно. Пајч се обидува за 3, не погодува, топката се одби кај Крстаич. Негово будење може да значи нешто, но не се буди, а Пајч 2 пати промашува. Мрзата има 7 тројки од 15 обида, 46 на 100 реализација. Екипата на Пелистер 2 од 8, под 30% реализација. Зборувам за 3 поени. Пелистер има 16 загубени топки, Мрзата само 6. И не успеа сега да погоди Дамјан Стојановски за 3, само воздишки. Сега Кесар на другата страна, му е силна топката Рикич, кој сега прави фол, откако е собра Хотом. Рана фаза од надпреварот, како и да изгледа лошо, овој резултат од аспект на Пелистер, не смеат да се предадат, не смеат да допуштат да паднат и во духот, а и со се она што прикажуваат. Како и да е, ќе има уште еден надпревар, и за нив и за Мрзата нормално уште еден предизвик. Победникот од овој меч ќе биде на чекор до титулата, но не смее да се излезе од колосекот во овој плей-оф, а не делува баш фокусирано Хотон. Затоа пак Крстаич, може би ова ќе го подразбуди. Успее да собере топката. Убаво за Пајич, овој не се осудува 3 пати да бие поред. И сега Стајич. Каков лош надпревар за Бован Стајич. А може би тој најмногу сака против тимот кој што некогаш и не му даваше таква шанса. 8 загубена топка за него, 17 кај Пелистер. Ајви. Војдан Стојановски, добро таму Стајич. Успеа да ублажи во обид да се додаде. Сега повторно Војдан за Дейвис, нема да погоди, се види тука токму до оваа фронтална позиција каде, ајде речеме, тука сме во линија, меѓутоа немаше оддавање за Кесар. 18-та загубена топка. На другата страна лесни поени за Војдан Стојановски, па полесно и од тренинг. 48-23. И не попушта Мрзата, погледнете како се растрча и сега Дейвис има атракција, ново забивање, 50-ка за Мрзата Скопје спрема 23, 27 разлика. Не е добро за ова финале да е таква голема разликата, но ќе повторам, лути се самите на себе. Може да предпоставиме како изгледа претходните 48 часа и на тренинзите и во оние индивидуални, а и групни соочувања и со тренерот и самите со себе. Кошаркаите на Мрзата Скопје. Она што не смее Пелистер, ќе повторам уште еднаш, да се предадат нема сигурно, меѓутоа не смеат да подзастанат, да го смалат интензитетот, затоа што и да загубат, мора да го чуваат курсот за наредниот надпревар. А пред се да го одиграат овој корек. Ајви. Војдан. Не успе да пронајде начин да бие, сега Пајч му украде топката.
3-3 на другата страна. Стајич бараше топка Крстајич, но беше предалеку, а приблиску до него Дамјан Стојановски. Хотан сега офанзивен скок. Стајич не погодува ни до обрачот, некако далеку е Стајич од фреквенцијата која што е потребна за овој натпрев. Може би тој најмалку винови, може би се работи за исцрпеност, за желба сигурно на највисоко ниво, а сега саме Војдан не успе да погоди, затоа Дамјан е собра топката под кош, еве 2 поена и дополнително, не? Сепак чекори, да, чекори. 50-24 резултатот. Да, не можеше да се види веројатно таа ситуација уште еднаш, како и да е, судијата Павлов во непоследна близина. Ние имаме минути и пол до одморот, до оној голем одмор, па мисля дека добро ќе му дојде на Пелистер да ги средат малку своите редови за второто полувреме. Пајич веднаш бие, знае да погоди, еве го, Пајич погодува и треба смело да се обиде. 50-27, некогаш кога не им оди на главните играчи, оние кои што делува дека се оценка може да ги повлечат напред. Дејвис, но треба и одбраната да функционира. Рикич таму се бори, Кесар со нога во аут. Нога може во одбојка, во кошарка не може. А и онака топката заврши во аут. Да видим уште еднаш, погледнете. Последна минута од полувремето. Страшна четвртина за МС Скопје. 22 спрема 8 во овој период. Сега Ајви не успеа Војдан Стојановски, нити пак Дејвис. Може во транзиција доди Кесар. Ау, какво додавање, ужасно за Пајич. Не. Што побрзо Пелистер во соблекувална да ги врати колку може, да ги врати своите играчи Маријан Илијевски. Ова е, замислете, 20-та загубена топка. Не знам колку надпревари сум гледал во кошарка, особено од вакво значење, и не се сеќавам да имало 20 загубени топки во едно полувреме, кога се играло за титула, кога се плюс-минус изедначени екипите, или треба да бидат. Рикич сега, офанзивен скок по промашувањето на Војдан Стојановски. 52-27. Стајич. Десетина секунди останува до крајот. Ѓуровски за 3, добар прием, не успе да погоди. Ќе останат 6 секунди, една десетинка за нападот на Пелистер. Ужасно лоша втора четвртина, но добро е ова. Еве, погледнете, се групираат, се договараат како да го изведат последниот напад. Тоа треба да го видиме. Борбеноста и духот кој што мора да ги служи. И ова е добар пример. Кога не ви оди, кога противникот едноставно ве гази, вие да не се откажувате. Еве, уште една 21 загубена топка. Да видиме на другата страна Дејвис со забивање. Ова беше четвртина, па и полувреме на МС Скопје за паметење. 54-27. Двојно повеќе поени во однос на противникот, а се работи за финале на плејофот. Трет надпревар при резултат 1-1 во победи. 54 МС Скопје Аеродром, 27 Пелистер. Една неверојатна втора четвртина, но се тргна низбрдо во последните 2 минути од првиот период. Се виде тука дека ја губат енергијата, го губат чекорот, го губат ритамот, дека МС-та притиска, дека агресивноста и се друго, како да има човек два повеќе на паркетот. И така остана од таа 8-9 минута во првиот период, се до крајот на полувремето. На крајот 54-27. Индивидуално, кој повеќе? Милошевиќ од клупата, дури 16 поени. Војдан Стојановски 9. Дејвис 10 со ова забивање. Тоа е тројката која што во нападот даде најмногу. Кај Пелистер пак најефикасен Кесар со 10 поени, но нема втор. 4 има Хотон и толку. МС Скопје со над 60% реализација од игра. 7 тројки постигна од 19 шута. 3 тројки од 12 кошаркарите на Пелистер со 50% реализација од игра, што не е лошо
но ужасни се оние 21 загубена топка на составот што го води Маријан Илиевски. Само 8 од тој аспект има МЗД Скопје Аеродром. И што друго? Може само да посакаме да се вратат колку можат кошаркарите на Пелистер. Сепак ова финале заслужува да биде нешто порамноправно. Ќе има четврти надпревар, како и да одиграат, но добро е да одиграат квалитетно. Иако МЗД Скопје навести со овие неверојатни 20 минути и агресивноста, а и конфузнота во последните 12 минути од полувремето на гостите им одеше во прилог МЗД да направи разлика од дури 27 или двојно повеќе постигнати поени од противникот. Се враќаме, почитувани гледачи, со слика и коментар од спортскиот центар Јане Сандански, каде што по 1 минута и 20 на секунди според официјалниот семафор треба да почне второто полувреме, третиот период од третиот финален надпревар во борба за шампионската титула во кошаркарскиот плейоф меѓу екипите на МЗД Скопје Аеродром и Пелистер. 8 минути равноправни во кои што двата тима се менува во водство и се друго доминација на МЗД Скопје Аеродром. Дури чудно за една ваква ситуација во која што двата тима влегува со по една победа во третиот надпревар од оваа финална серија за шампионската титула која што ќе трае до 3 добиени средби. 54-27 на крајот, она разлика која што претходно има кошаркарите на МЗД, кои што водеа 50-23, изфорсирани битолчани, па и изфрустрирани за жал во овој трет надпревар, направија 21 грешка, односно загубена топка, така што комбинирано со многу повисокиот процент на реализација на МЗД, 60% реализација, повеќе тројки, голем број на асистенции во корист на домашната екипа, дури 9 повеќе, и она статистика која споменав неверојатно звучи. 21 загубена топка Пелистер, а на другата страна 8. Но да видиме како ќе се одвива третиот период. Не почнува најдобро за гостите кои стартуваа со тројка, но враќа и Војдан Стојановски односно почнува добро за тимот на МЗД кој што постигна тројка, а враќа Младеновиќ на другата страна, 57-30. 3-3 е во овој период. Инаку втората четвртина 26 спрема 8 во таа фуриозна игра на кошаркарите на МЗД Скопје. Убава атмосфера, далеку од исполнети трибините, многу побројна екипата на МЗД Скопје или побројни симпатизерите на МЗД, имаат и битолчани своји навивачи и само нека биде коректно, нека биде празник на кошарката. МЗД на крајот на криштата игра 16-то финале во борба за 9-та титула. Пелистер за прв пат во историски финален дуел и тие се надеваат со право затоа што беа во голем дел од сезоната на првата позиција, заслужено дојда во ова финале и треба да дадат се од себе за да видат докаде се. Ако тоа значи и можеби да се изборат за пети надпревар, зборувам по оне во Битола во петок, нека биде така, но претходно треба да го одиграат коректно овој. Краде топка Војдан Стојановски, Девис уште едно забивање и 61-30. 31 поен предност за МЗД Скопје. Не влегоа за да победат, очигледно влегоа за да духовно го уништат ривалот пред четвртиот надпревар кој што сигурно ќе се игра поради тоа што се потребни 3 победи. Сега е лична грешка во напад на Котон. Се труди Стајич, можеби нема му е најтешко во игра, одлично е чуван, главно удвоен, добро го знаат и неговите движења, одлично скаутиран
Така што уште една загубена топка која што Котон не успеа да ја претвори во кош, направи во напад. Робев сега одлично заврши својата улога во неколкуте минути во првото полувреме, сега не погоди 3. Младеновиќ. Ѓуровски губи топка. Војдан Стојановски ја пропушти Дејвис, но имало фаул таму од Младеновиќ. Погледнете уште еднаш, крадена топ во случајот на Војдан Стојановски. Оние Стилс. Веќе трета украдена топка. 2 има Дејвис, 3 има Дамјан, сега 3 и Војдан. 2 има Рикич. 12 украдени топки имаат кошаркарите на Пелистер, 5, односно на МЗТ, 5 имаат пелистерци. Обично контра се оние бројки, нормално. Ако имате поголем број загубени топки, тогаш имате помал број украдени топки. МЗТ Скопје со 8 загубени, 12 украдени. Пелистер со 23 загубени, 5 украдени. Сега Рикич успе да погоди. Се им оди на овој натправ, 63-30. Одамна е многу известно како ќе заврши, иако не би сакале да му ги земаме шансите на Пелистер да се бори. Се обидуваат битолчани, но малку работи им одат овде. Не велам дека Маријан Илиевски се помирил, знае дека има уште еден натпревар во Битола, треба да уживаат пелистерци. Има тешка сезона, турбулентна. Мора се спомени и промената на управата која што дојде како последица на промената на локалната самоуправа, додеше и МЗТ Скопје го преживеа тој транзиционен период секако нешто порано. Да видиме Ѓуровски за 3 поени, не го сака како во претходниот меч. Едноставно, кој да е фактор во локалната самоуправа треба да му е јасно дека спортот носи многу, ако добро се менаџира и ако добро се работи. Сега загубена топка на Војдан Стојановски во обид да го пронеде Рикич. А Робев прави лична грешка во дуел со Младеновиќ. Да нема лесни поени. Стајич нагасил на линијата. Уште една загубена топка. 20 и еве статистиката која што во живо се води од Кошаркарската федерација на Македонија, вели 25-та загубена топка. И мислам дека треба Стајич да одмори, заслужи во претходниот меч. Еден од најзаслужните за победата и за израмнувањето на 1-1. На Крстајич е тој кој што треба да се обиде да се вклопи во овој тим. Ајви. Тој и тоа како се вклопи, како да играше цела сезона во екипата на МЗТ Скопје, какво засилување само во Суперлигата и во овој плейоф. Младеновиќ, одбит за 3, не успе да погоди. Николов. Сега излегува, удвојува и Ѓуровски, остана Рикич, па саме Ајви за 3 поени и погодува 66 спрема 30. И не попуштаат и нема да попуштаат, знаејќи го и карактерно, и како тренер кој што бара постојано неговите играчи да бидат будни, да бидат агресивни. Александар Петровиќ добро го памети поразот од предвадена и нема да им даде ни една секунда да се опуштат. Затоа прави замени во ова ротација во која што го враќа повторно Дамјан Стојановски на местото на Ајви. Ѓуровски. Крстајич. Против Робев, повторно Крстајич. Долу беше фаулот.
Лична грешка на Робев. Треба да е, да, четврта лична. Тој има најмногу фаули, Хотон има 4 во редовите на Пелистер. Но ова се некако рана фаза, но пак ќе кажам некако ирелевантни бројки кога е разликата таква каква е, а и односот на теренот на овој надпревар таков како што е. Нема тројка, нема ни офанзивен скок на Хотон, иако се потруди. Се обиде Пајч. Предак Пајч со над 3 поени во просек. Еден од играчите кои повремено знаат да дадат придонес од клупат, има 3 поени на овој меч. Тој има просекот од сезоната. 5,5 минути до крајот на третата четвртина на Николов. Убаво надвор за еден од најмладите во тимот, но не успе да ги постигне првите поени, Димитар Иванов. Добро е тоа што ќе има простор тука да влезат оние играчи кои ретко на вакви мечеви добиваат шанса. Крстајич не погодува за 3. Го нема Крстајич од ФНП. Крстајич во Пелистер е сосема друг играч. Се работи за истиот играч, но со сосема поинакво лице. Николов. Нема тројка. Офанзивен скок на Иванов. И сега Дейвис против Хотон. Американски дуел кој што завршува со аут за тимот на МЗ. Тайм-аут, 4:44 до крајот на третиот период. Ќе биде тешко ова второ полувреме за Пелистер. Верувам дека ќе се обиде Маријан Илиевски и да не ги потроши премногу. Сега можеби вратоломно би делувало да се оди, што се вели, на нож во дуели кога е разликата таква каква што е, но добро е да се обиде да ги врати во некаков ритм за да можат да кажеме да одиграат како завчера во следниот четврти надпревар. Не дека е готово, но многу работи се известни и во оваа фаза од надпревар. Особено што МСТ Скопје не помислува да подзастане. Во овакви надпревари, во овакви серии, тоа го гледаме во многу посилни лиги и во околните земји, во Евролигата, во НБА лигата, кога зборуваме за кошарката, многу е важно да не се загуби само довербата која што може да се одрази на целокупната серија. Серијата се знае, трае до 3 добиени во борба за шампионската титула, сите имаат право и на ложден, па и на колективно ложден, што очигледно му се случува на Пелистер на овој надпревар. Добар проток, додавања сега мораше да бие на една секунда пред истек на нападот. Николов. Добра одбраната на Пелистер. Хотон. Крстајич. Погледнете му бега топката. Таа го уди наместо тој да ја прифати. Пајч за Младеновиќ. Убаво тука се подигна и од табла погодува 66-32. До предмалку беше 12-3 во овој период, сега 12-5. Крстевски. Хотон не сме да прави фаул, Крстајич тука му попречи на младиот Иванов. Димитар Иванов се лизна, па сега пожртвуваност е убава за гледање на ваков резултат. И кај едните и кај другите. Пелистер ја освои топката. Крстајич. Има фаул врз него од страна на Иванов. Димитар Иванов, генерација 2003, роден 27 август, има само 18 години. Еден од оние таленти за кои што сакаме да ги видиме со поголема минутажа во вакви екипи како МСД Скопје и сакаме да ги видиме во сите екипи играчи кои што играат, а не статираат или не следат што се случува од клупата. За жал тоа најчесто го гледаме.
а тоа се случува кога се бара резултат од страна на спонзорите, управите и така натаму. Но едноставно младите мора да се наметнат и со поголема работа и со поголема агресивност и на тренинзи и на превари, кога ќе добијат минутажа да искористат. 66-34. Ако ништо друго, Крстајич од слободни фрлања. Само 3 поени, исто толку имаше и во претходниот надпревар, кога 5 пати биеше од игра, не погоди ни еднаш. Милошевиќ. Одлично Хотон во одбраната. Добро игра со 4 лични грешки. Дейвид Хотон. Пајич за Крстајич. Добро е да го разиграат, да го вратат, пак ќе кажам, не да го вратат, туку да го внесат во игра. Затоа што не се сеќавам нешто посебно да одиграт Крстајич. Еве го во дриблинг, ја загуби топката. Не е страшно на овој надпревар и при ваков резултат. Ако се работи за влог, што значи да го видиме во вистинско светло во она во кое што знае да игра на следниот меч. А Милошевиќ е во елемент. Во 18 поени за Немања Милошевиќ, 8 од 11 од игра, 68-34 резултат. И пак имаме двојно поголема разлика за домаќите. Како што беше на полувремето. Хотон, одлично завршува акцијата, има и дополнително слободно фрлање. Вакви акции, вакви ситуации, вакви поени му недостасува на Пелистер. А форсираат често и најчесто додавање на низок пост. 68-36. Сега и дополнително слободно фрлање. Погодува Дейвид Хотон. Доста повреди оваа сезона. Сега Младеновски ќе добие шанса, иако не требаше според претходните информации, меѓутоа ќе почувствува оваа финална серија со бандаж на левата дланка. Репрезентативниот центар Љубомир Младеновски, екс-играч на ВС Скопје. Иванов. Само остана Дамјан Стојановски за 3 поени, ова е за него. Како слободно фрлање, 71-37. И пак 34 предност. А највисоката беше 36. Не успе да погоди Ѓуровски. Има лична грешка врз него и 2 слободни фрлања. Се подмести тука младиот Иванов. Негова втора лична грешка. Три поени за Ѓуровски на овој меч. Има и 3 скока. Остана должен и тој, но и цела екипа на Пелистер е сосема друга во однос на оној втор надпревар. Па и на првиот во кој што игра. Ајде, барем едно полувреме беа равноправни. Во третиот период МЗТ направи 15 разлика. Во четвртиот ја одржи. Овде 32, сега краде Ѓуровски, одлична антиципација. Може да оди во контра Крстајич, ќе погоди конечно од игра, па падна пред да влезе, а во меѓувреме беше фаулиран од Николов. Не верувам дека загубил самодовербата Стефан Крстајич, е таков изворен шутер во најголем дел од сезоната. Но во интерес на поквалитетно финале верувам и тој и сите играчи на Пелистер дека значително ќе подобрат играта во четвртиот надпревар. А дека МЗТ ќе го одигра најдоброто и ќе гледаме многу порамноправен дуел, како завчер. 71-41 во меѓувреме. 75 секунди до крајот на третата четвртина. Играше со добро Ѓуровски, признава.
во последната минута од третата четвртина. Ова е најизвесен натпревар кој може да се претпостави. Еве собрена топка под кош од Младеновски. Добро затвори таму. Јуровски. Пајич за Крстајич. Јуровски преку рака, нема тројка. Повторно Младеновски доминира. Гледате, игра само со десна рака, левата ја чува за да нема некој контакт со противничките играчи. Секоја чест, но треба да се внимава со една таква повреда. И што сега на трибините, ама не е сега никој не гледа кошарка, сите гледа што се случува на трибините, дојде до судир на навивачката група од Пелистер, а досега беа под контрола со редарите и со полицијата. Ова е нешто што нема врски, не смее да има врска со спорт. Навесто кошаркарски спортски празник, тоа беше видливо вчера во најбрутална смисла на големото дерби во петиот натпревар мајсторката во АБА лигата меѓу Црвена звезда и Партизан, па цела сала беше испразнета до последно место. Сега, ама никаква потреба немаше. Кога веќе имате можност да го гледате овој натпревар, да ги гледате и да ги бодрите своите играчи. Да дојде до физички пресметки со органите на редот. Сите сме наши, но очигледно дека треба малку да поработиме. Во чии интереси работиме и живееме. Обично не би сакале да коментираме за вакви моменти, еве сега и надпреварот е во прекин, токму поради тоа, ова се млади момци. И добро е да заврши вака што побрзо и да нема нешто посериозно. Да, во меѓувреме може да уживаме во убавите потези на надпреварот. Ова се моменти кои што не заслужуваат ни коментар, ни внимание, ни слика, ни видео, ни ништо. Ама буквално ништо. Затоа што нема врска со спорт. Затоа што нема врска со ништо што е убаво во спортот и во животот воопшто. И сега на спортското доаѓа до израз. Да, заеднички овации, навивање за своите. Тоа е она што треба да биде. Иако многу често знаат да ги надминат границите на дозволеното. Овие млади момци пред себе. Не знам колку ќе трае овој прекин, очигледно кошаркарите на Пелистер во овие моменти одат во соблекувалната на 3 секунди и 3 десетинки до крајот на третата четвртина. Овде многу работи се известни уште одамна во поглед на оно што се случува на паркетот. Останува официјална информација колку и до кога ќе трае овој прекин. Да, тука е Александар Милојевич, комесарот за надпревари на Кошаркарската федерација. Токму пред надпреварот се видовме и во еден неврзан разговор, вели потешко е сега оваа функција од она што има вдолу на паркетот. Никогаш не е лесно кога работите излегуваат од контрола, а најтешко е кога излегуваат од банални причини.
тука е делегатот Петар Денковски, искусни лица кои што се официјални од Кошаркарската федерација на Македонија. Сега кога, како и колку уште до крајот на овој прекин. Тука и Перо Антич, нашата кошаркарска легенда, една од оние кошаркарски легенди кои чекаме повторно да се родат на кошаркарските паркети, кошаркарските терени, условно да се родат, да заиграат, да значат нешто, да придонесат за македонската кошарка, за македонската репрезентација, да може да остварува резултати пред се да се врати барем на завршница на Европско првенство, затоа што овие неколку последни циклуси е многу полесно, речи си секоја втора оди на Европско првенство, а ние не успеваме да бидеме ни меѓу тие. Но тоа е една болна, една многу чувствителна тема за која и не треба премногу филозофирање, едноставно работа и само работа во детектирање на млади играчи, на таленти, на давање шанса, па да се издржи ако треба и во понизок ранг на надпревари, да, нормално со соодветен буџет, а потоа да се насочат тие играчи, да им се даде шанса, да им се даде доверба, да бидат помалку странци, повеќе македонци како некогаш и да имаме репрезентација како некогаш. Не како сега, кога се бориме во некои предквалификации за да дојдеме да играме против некои земји кои не се ни во европскиот просек. А за клубската кошарка да не зборуваме. Каде е Евролигата, каде се европските купови, каде е она Лига на шампиони и така натаму, без оглед дали ФИБА, УЛЕП и така натаму. Го имаме МЗТ Скопје и Пелистер кој оваа година играа во АБА 2 лигата. Следната сезона МЗТ Скопје се врати во АБА лигата, но и таму мора да се потрудиме да има што повеќе македонски играчи. Нормално со по некој странец, но што повеќе македонски играчи и пред се млади кои ќе треба да бидат перспектива. Ева, ако ништо друго, не сакав да зборувам за овие неубавите моменти кои што го предизвикуваат ова што се случува, а се случува прекин од банална природа, многу често видено на нашите спортски терени. Што е она што треба да го прават и што е она што го слушаат добро сите, и управите, и тренерите, и самите играчи кои што претендираат да значат нешто во овој прекрасен спорт. Има една пауза плюс. Кошаркарите на Пелистер се вратија, сега се оладени едните и другите. Да, треба да се одиграат овие 3 секунди и 3 десетинки плюс последните 10 минути. Би сакал да значат нешто тие 10 минути, но реално овие 33 разлика, а и начинот на кој дојдаа до тие 33 разлика. Доминацијата на МЗТ Скопје аеродром наспроти една многу порамноправна битка која се навестуваше по завчерашната победа на Пелистер, со која што дојдоа до 1:1 во оваа финална серија од плейофот. Многу тешко дека може да видиме таква слика. Иако, пак ќе кажам, добро е Пелистер да се врати, да ја врати само довербата, да го врати духот и да се врати на колосек со кој што во петок, во четвртиот надпревар пред своја публика во Битола би одиграл многу поквалитетно против еден ваков МЗТ како што го гледаме вечерно. Значи, екипите да направат што е најдобро, да одиграат она што можат најдобро, а на крајот да си подадат рака. Конечно се враќаме на кошарката. Имаше тука и технички грешки. Караджовски за Пелистер, 42 поен. Претходно Димитар Иванов имаше на другата страна, а сега Караджовски под техничката грешка на клупата на домашната екипа, еднаш прецизен 74-42 по 3 четвртини за МЗТ Скопје и оваа трета четвртина ја добиваат во своја полза 20-14.
највисоката предност, има 36. А сега со 32 разлика во пресет на последните 10 минути игра. Има 66 према 30 во 26-та минута. Ќе ги проследиме овие 10 минути со цела пауза која што беше претходна. Крстаич, напад на Пелистер. Се борат и за својата гордост, не е седно со каква разлика, со кој резултат ќе го завршат надпреварот. Караджовски за Пајч. Кесар се врати, Крстаич. Борба за позиција, Николов и Кесар, мислам дека Николов да фаул на одбраната. Се лути тренерот Петровиќ затоа што нешто не одработил како треба плеймейкерот на домашниот тим. Опуштање нема да има во одбраната сигурно кај МСД Скопје. Крстаич натаму не успе да постигне кош од игра, сега Котон да видиме со фаул на Николов. Ќе повторам, Котон игра одамна уште од првото полувреме со 4 лични грешки и ми се чини дека е најдобра фигура во редовите на Пелистер во второто полувреме. 9 поени и дополнително слободно фрлање за Девид Котон. Еве го 10-тиот поен. Четврта лична грешка направи Кристијан Николов. 74-45. Николов. Иванов. Повратна за Николов. Се биде таму блок да го направи Крстевски, па сега Милошевиќ покрај Котон. Удвои Кесар, погледнете, повторно Милошевиќ, 3 пати скока, Крстаич се избори за напад на Пелистер. Ова се специјалитети на Милошевиќ. Еднаш, два пати, еднаш со десна, еднаш со лева. Добро се гради, но конечно успеа Крстаич да дојде до топката и мудро да се избори за напад. Да видиме, скок шут на Крстаич и се уште не погодува, па еве топка до него. Крстаич нападна, конечно постигна кош од игра. Може би го скрши мразот. Во оваа финална серија, во која што и претходниот и овој меч немаше постигнато кош од игра. Сега загубена топка, својствено, но барем по оваа огромна предност имаат шанса младите да се обидат, да направат нешто што вежбаат на тренизите, како во случајов Иванов. Меѓутоа повлечен од игра. Робев во поставата со Николов, со Дамјан Стојановски, Милошевиќ и Крстевски. Крстаич. Колку само непрецизно во обид да го проигра Караджовски. Не е ова најдобриот Пелистер, не е ова Пелистер кој што сме навикнале да го гледаме, една дисциплинирана екипа. Например, замислете, само 8 загубени топки има во првиот надпревар, во првиот меч тука. Само 8. Седумдесет и 6-47 во меѓувреме. Да, во вториот меч 24 загубени топки Пелистер, 21 загубена топка МСД Скопје, но тука беа некако приближно тука. Топка за Хотон.
Добар проток, еве Пајич там за 3 поени, чиста позиција, не погодува. Хотон високо скока и погодува 2 поена и дополнително слободно фрлање. Хотон се бори максимално, професионално, спортски. Пак ќе кажам, што и да се случи, колку и да траеше тоа замрачување од финишот на првиот период, таму некаде до крајот на полувремето, па и во третиот период, во голем дел, мора да се извлечат кошаркарите на Пелистер и за да го, ако можат, ублажат овој резултат, се уште не е пораз, а и за атмосферата со која што треба да влезат во четвртиот меч. 76-49. Додавање таму, дојде тупката до Крстенски, лична грешка. Ево и ова е спортски што се случува под коша, тоа е тоа, Хотон и Робев. Прва лична грешка за Караджовски, предпен. Прецизно во првиот обид Крстенски. И во вториот 78-49. Времето минува, резултатот плюс-минус околу 30. 7 минути останува до крајот. Крстаич го подигна шутот, но Хотон е тука. Реков пред неколку минути, делува единствен на вистина на задачата во второто полувреме. И добро е што имат барем еден таков играч. 78-51. 14 поени за Хотон и 7 скока. И што е најинтересно, кога сме кај Хотон, игра со 4 лични грешки и уште од таму некаде од финишот на втората четвртина. Маријан Илиевски може да размислува како во петок. Пелистер направи историја пред 7 дена кога влезе во финалето во плейофот за титулата, кога победи Евроникел во мајсторката, направи уште еден историски занив резултат, го победи МСД Скопје за да издрмни 1-1 завчера. Може би дојде и некако нагласено на овој надпревари, ако требаше условно речено поопуштено да влезат барем од аспект на тоа дека императивот е на страната на МСД Скопје, а тоа требаше да биде предност кај Пелистер и добро игра околу 8 минути, но секоја чест и за играта која што ја прикажаа момците на Александар Петровиќ, кои сигурно во изминатите 2 дена има многу што да извлечат како поука од завчерашниот пораз. Штенаш кон Хотонова топка, сега лична грешка на Војдан Стојановски. Тоа е играта што ја форсира и во првата четвртина во голем дел, кога губеа топки, и во втората да се одигра главно на Хотон, кој беше таму на позиција 5, иако не е негова или низок пост. Сега уште еднаш на линија на слободни фрлања. До сега 3 од 6 реализира. Малешевиќ со малку минутажа. Верувам дека интенција да се одмори за наредниот надпревар. 78-52. Малешевиќ со само 2 поена во 12 минути игра и 11 секунди. Војдан Стојановски убаво за Милошевиќ, кој што погодува со дополнително слободно фрлање 80-52. Мисля дека Крстаич таму фаулираше. Милошевиќ е играчот кој што повлече од клупата. И Милошевиќ е играчот кој што е најефикасен, убедливо најефикасен овој надпревар со 23 поени. – 81-52.
Крстајќ има уште 2 дена за третиот да се обиде конечно да одигра нешто на ниво на оно што е потребно за Пелистер во четвртиот меч. Се врати Стајич во игра. Убаво додавање за Пајич. Кесар. Речи си да не го видовме во второто полувреме, па и малку играше Стајич за 3. Со звукот на сирената не успе да погоди, скок на Милошевиќ. Многу до крајот. Рикич се врати. Но имаше тука чекори. По 81-52. Кесар. Против Војден Стојановски, сега налетува и Рикич. За малку одземена топка таму од Робев. Хотон, добро се гради Хотон. Пајич за Кесар, излета двајца играчи. Кесар со забивање. Се тргна Војден Стојановски спортски. Можеше да направи лична грешка и да има и дополнително фрлање. Една од ретките вакви ситуации за Пелистер. 81-54. Точно 5 минути до крајот. Стајич прави лична грешка, за него тоа е втора. Тајм-аут. Последни 5 минути од напред. 27 предност за МЗ. Да видиме како ќе се комплетираат овие завршни 5 минути. МЗ-та и натаму ја менаџира високата предност, не спушта под 25-6 разлика. Пелистер има предност во оваа последна четвртина, 12-7, би било за нив една мала утеха ако бидат подобри во последните 10 минути. Токму поради на што претходно го зборував, во пресрет на четвртиот надпревар кој што ќе го играат во салата Боро Чурлевски и каде што ќе се обидат да ја доведат серијата до пети надпревар. Но за да го направат тоа во тој меч ќе треба да одиграат слично како предвадена, па можеби и подобро, затоа што МЗ Скопје овој пат веројатно ќе оди уште поагресивно и во тој меч. Сега загубена топка, добра одбраната на Битолчани. Едноставно мора да ја вратат она фреквенција на која игра во најголем дел од оваа сезона, па и претходната од кога дојде Илиевски како тренер, и која ги краси пред се дисциплинирана игра, трпелива. Кесар, еве сега добри додавања, Ѓуровски немаше простор да бие, Караджовски преку рака успеа да погоди, но ве сака топката која ќе одработите, а Пелистер одработи во овој напад. 81-57. Дейвис. И тој одмараше во најголем дел од второто полувреме. Николов. Потро Дейвис за 3 поени. Кусо, не ја одби топката, се одби до него. Ево овие офанзивни скокови. Треба кошаркарите на Пелистер да се обидат да ги лимитира. Така го видовме тоа и во првата четвртина, кога МЗ-та играше доста агресивно во тој сегмент, но и Пелистер играше квалитетно.
Тука се некаде 12 офанзивни скокови МЗТ на овој натпред 13 Пелистер. Барем во нешто се рамноправни. Ѓуровски не успе да погоди, најава уште еден офанзивен скок, па не погоди, него посака топката. Мислам како да се двумеше дали директно дојде во кош или од табла, на другата страна казна во оваа транзиција, асистенција на Николов и поени за Робев. 83-57. Нема поени за Кесар на другата страна, Рикич ми се чини фаул. Робет Рикич. Највисокиот поединец во обид таму да положи противничкиот центар. Мора поработи Кесар на слободните фрлања. Овие неколку дена ќе биде на таа позиција во следниот меч. Еднаш прецизен од 2 слободни фрлања. Купно 13 поени, 6 од 10 реализира. Не е тоа некој висок процент, 60% слободни фрлања. 83-58. Се врати Иванов во игра. Робев. Уго за Рикич, сам беше Дејвис, во рекетот проигрување, мат позиција. Асистенција Рикич, 85-58, исти бројки, но 27 предност за тимот на МЗТ Скопје. Подобро распоредени кај домашните играчи на семафорот. Кесар сега се бореше таму покрај Дејвис, не успе да погоди, бараше фаул, Дејвис одеше на топка. Николов оди на тројка, не погодува. Рикич скока офанзивно. Тој е фаулиран од Младеновиќ, највисокиот од најнискиот под кошот, за да нема лесни поени. 2,5 минути до крај. – 86-58. И нормално задоволни навивачите на екипата на МЗТ Скопје. Еве тројка за нововлезениот играч на Пелистер, Дарко Најдовски. 86-60, сепак 2 поена, последни 2 минути. Еве сега украдена топка, може да се намали ова огромна предност. И како што реков претходно, барем со подобра четврта четвртина од домаќинот да се заврши надпреварот. Ѓуровски него посака за 3. Остануваат уште 100 секунди до крај. Николов. Ево уште едно младо момче во редовите на екипата на МЗТ Скопје во игра. Марко Спасовски со број 31. Не успе да се снајде сега ова прва ситуација во рекет. Но тоа е тоа што треба. Минутажа. Трпение, работа, самодоверба, агресивност. И пак работа. Па потоа се стекнува искуство. Кесар за 3 поени. Не се стекнува искуство од седење на клупа. Николов. Сега обидна. Спасовски за 3 не успе да погоди. Па Младеновиќ на другата страна. И кај Пелистер уште едно младо момче Димитар Сердар. И Кесар конечно погодува 86-62. Сега не се така агресивни одбраните. Ова завршница се чека крајот 40 на секунди. Се е одамна јасно, за жал од неутрален агол. Ајде, има и неутрални гледачи. Се разбира, има и поларизирани кои се на едната или другата страна. Иванов за 3 поени не успе да погоди. Кесар за овој скок. И веројатно последниот напад на Пелистер. Задоволни, презадоволни се
не така бројните навивачи, но доста бучни, гласни на екипата на МЗТ Скопје Аеродром. Нема да играат до крај последните 10 секунди. Па ќе следува онај спортски поздрав на кошаркарите на двата тима. Од 86 према 82, убедлива победа на кошаркарите на МЗТ Скопје Аеродром во третиот надпревар од финалниот плейоф за шампионската титула во ова 29-то издание на кошаркарскиот плейоф во борба за шампионската титула. Само 8 минути беа рамноправни, во кои екипите се менуваа во водство. Пелистер поведе со 2-0, потоа МЗТ, и така беше се до резултат 18-17 во последните 2 минути. Екипата на МЗТ направи серија од 10-2, го заврши периодот 28-19 и успеа да дојде набргу и до двоцифрена предност, која што до крајот не ја испушташе. Фуриозно во втората четвртина беа форсирани да прават многу грешки во додавањата кошаркарите на Пелистер, со агресивна, со една одбрана која што ја демонстрираше домашната екипа во текот на целиот надпревар. Во вториот период за 5 минути дојдоа до 14 разлика, до крајот постигнаа 54, примија 27 поени или двојно повеќе во однос на противникот, кој што завчера успеа да изравни во финалната серија на 1-1. Што уште полошо, кошаркарите на Пелистер, како никогаш досега во вакви надпревари, успеа да загубат дури 21 топка во организација на играта. Сето тоа се рефлектира и на второто полувреме, во кое што МЗТ Скопје рутински ја менаџираше предноста, која што беше највисока во 26-та минута, водеа со 66-30, потоа малку се опуштија во нападот, одбраната и натаму функционираше. Пелистерци се обидоа да се вратат, до некаде се вратија, за да не дозволат и уште потежок пораз во последната четвртина. Ако е за утеха, беа подобри од домаќинот, постигнаа 20, примија 12 поени, но сето тоа беше предоцна за да направат некаков камбек, за да го направат надпреварот по неизвесен. Конечниот резултат 86-62 му дава на МЗТ водство 2-1 во серијата и сега штрковите се само на чекор до шампионската титула, а следниот меч е во петок во Битола. Само да напоменеме дека најефикасни во редовите на домашните кошаркари Милошевиќ од клупата 23 поени, Стојановски, Војдан Стојановски и Дејвис по 14, но пред се одбраната функционираше безпрекорно, додека кај гостите подобри од другите американецот Хотон и Кесар, кои што постигнаа по 15 поени. Значи МЗТ Скопје, Пелистер 86-62, ќе се игра најмалку уште еден надпревар во салата Боро Чулевски во Битола во петок. А ако МЗТ победи, ќе прослави 9-та шампионска титула во последните 10 сезони. А ако пак Пелистер го повтори резултатот и успее да слави како во вториот надпревар, ќе се избори за мајсторка која би се играла тука во Јане Сандански во недела. Пријатна вечер.